Почитувани гледачи, добар ден. Добродојдовте во уште една емисија на Маја готви. Италијанската кујна е многу популарна во светот. Незината популарност мислам дека се должи на начинот на кој ја подготвуваат храната и начинот на кој уживаат во храната. Италијанската кујна се состои од шпагети, макарони, пици и најразлични видови на сосови и пасти, кои сите не имаат освоено во одреден период во животот. Сите често ги подготвуваме, имаме наши рецепти, меѓутоа јас денеска ќе се обидам да ви покажам еден рецепт кој може да го направите со состојки оние состојки кои ви остануваат на крајот во фрижидерот. Денеска ќе ви подготвам една паста која како инспирација добив од сиромашните региони на Италија, каде кои наместо пармезани и сирења, бидејќи немале пари да ги купуваат тие скапи сирења, користеле лебни трошки и останати креативни решенија како да направат вкусни оброци. Денешната паста ќе биде направена паста со туна. Сите на крајот на денот, често кога ќе заборавиме да одиме на шопинг, да го наполниме фрижидерот, секогаш имаме по некоја конзерва туна внатре, одредено парче стар леб кој ни е застарен во нашето шкафче. А јас ќе ги скомбинирам сите тие состојки и ќе ви направам паста од туна, која ќе направам со една кремаста салата, која сите дома ја подготвуваме. Покрај тоа, ќе ви покажам како да подготвите домашен мајонез. Мајонезот не е многу здрав и знам дека сите го избегнувате да го употребувате, меѓутоа често се користи како приливи во салати. Денеска ќе ви покажам како да подготвите домашен мајонез кој ќе биде здрав и може да го конзумирате во количини, секако ограничени бидејќи содржи многу калории и холестерол. Се гледаме во кујната и се надевам дека ќе ви се допадне денешниот избор на рецепти. Добродојдовте назад во кујната. Денешниот рецепт ми е инспирација од италијанските рецепти на тестенини кои биле од оној дел на Сицилија каде што народот бил многу сиромашен и немал многу состојки да ги скомбинира и секогаш барале начини како да ги заменат оние скапи сирења, а да направат вкусни тестенини. Кога бев во Италија, пробав една тестенина која се правеше само од шпагети, масло, чили пиперка која е си ситната, онака баш во буковец и одозгоре се става наместо пармезан пропрчени лебни трошки. Таа основа ќе ја искористам за да додадам да ги направам убави тестенини кои ќе ги направам дополнително со туна. Обожавам туна и многу често ја имам во фрижидер и навечер кога не знам што да подготвам, најчесто го правам овој рецепт. Тоа ќе го направам со една прекрасна салата во која сигурно знаете дека во сите ресторани во Македонија најупотребуван сос има мајонеза. Јас денеска ќе ви подготвам домашен мајонез. Доколку тој е домашно направен, вие може да го конзумирате бидејќи ќе биде од свежи и убави состојки. Прв ќе го направам мајонезот бидејќи сакам да отстои сите состојки убаво да се врзат и да можам подоцна да го употребам како прилив во салатата. За да подготвите домашен мајонез, потребни ви се состојки кои треба да ги искористите оноliko колку што ќе ви кажам. Доколку правите поголема количина, еднакво ги дуплирате. Мајонезот едноставно се прави така што цело време ќе матите, ќе го искористиме само една жолчка. Јас имам тука убаво јајце, една жолчка и ќе почнам да го матам со миксер. Останатите неколку состојки од кои се прави класичен мајонез се масло, ние ќе искористиме нашето брилијант масло, малку лимонов сок, за сето тоа убаво да се врзе и четвртинка лажичка сент за вкус. Ќе започнам со матање на една жолчка, ќе го започнам на страна, а потоа ќе го ставам миксерот на моето постолје за да можам да продолжам со подолго мешање на мајонез. Само една жолчка ќе почнеме да ја матиме и ќе започнеме капка по капка. Најважно е капка по капка да додавате од маслото, а тоа да запели. Ние продолжуваме со додавање од нашето брилијант масло, значи многу внимателно, капка по капка, по зидот на садот и постојано мешање. Веќе нашиот мајонез ја добива својата конзистенција, баш има лик на мајонез.
Ставивме една жолчка, 3/4 шолја од нашето брилјант масло. Ќе додадеме само една мала лажичка лимон за да го врзе и да го направи мајонезот да биде киселкаст. Ќе промешаме. Ќе ставиме едно малецко лажиче сенф, бидејќи сакаме да има убав вкус мајонезот, го ставаме за да го зачиниме. Ќе да солиме. И ова е тоа. Ви треба трпение, околу 10 минути, постојано мешање, ставање на масло по зидовите на садот, за да направите совршен домашен мајонез. Вака изгледа нашиот домашен мајонез. Јас за да го зачинам ќе додадам и малку лук и ќе направиме ајоли мајонез. Сега ќе ги подготвиме тестенините додека нашиот мајонез се одмара на страна и се гледаме за кратко. Нашиот мајонез го подготвивме и сега ќе почнеме да ги подготвуваме тестенините. Ме кажа дека ќе искористам скромни состојки за да направиме една ексклузивна јадење. Она што ќе го направиме, ќе ставиме малку брилјант масло. Ќе почекаме да се загрее и ќе ставиме 3 чешњи на лук за да го ароматизираме маслото. Обожавам храна која има само неколку состојки. Состојки кои ги имате секогаш дома, кои можете да ги направите многу лесно. Туното најчесто ја јадеме во салата, меѓутоа јас знам често да ја ставам во тестенини, најчесто ја користам со кромит во пица. Не заради тоа што тоа е правило, туку заради тоа што навистина секогаш ми се наоѓа по една конзерва туна, која најчесто некогаш ја купувам за да ја изненадам Бони со подарок. И кога апсолутно немам идеја, правам вакви тестенини. Ќе го ставиме лукот во маслото, бидејќи сакаме да го ароматизираме маслото пред да ги ставиме лебните трошки. Лебните трошки ќе бидат нашиот пармезан денеска. Внимавате да не ви изгори лукот. Малце, бидејќи моето масло беше малце позагреано. Отрнам на страна. И ќе додадам неколку лажици лебни трошки. Лебните трошки ќе ги пржам додека го впијат целото масло. И ќе ги оставам на страна да се досушат. Сакала да ви кажам дека за производството на брилјант се користи најсовремена технологија, автоматизиран и оптимизиран процес кој му обезбедува константен квалитет на маслото. Полнењето и пакувањето се вршат комплетно под заштита на инертен газ, што му овозможува на маслото голема стабилност и долг рок на употреба. Нашите лебни трошки ќе се досушат, сакаме да се исушат, а во меѓувреме ќе ги ставиме тестенините. Денеска ќе искористам шпагети. Згреа вода за да скратам на време. Ставаме за вриена вода и убаво ја засолуваме. Натре ќе ставиме шпагети, исклучиво во завриена вода. И бидејќи нашите лебни трошки се веќе готови, ќе ги трнеме на страна, а ќе ги ставиме шпагетите да се варат. Ќе ги вариме 6 минути додека не се ал денте. За тоа време ќе ви ја подготвам салатата. За да ја подготвиме нашата салата, потребни ми се околу 2 големи краставици. Јас ги излупив. Ќе ги исечеме на половина. Ќе го извадиме семето. Бидејќи сакаме да бидат тие баш онака суви и да не се разводни целата салата и поубаво изгледаат.
сечеме краставиците на полумесечинки. Дали побаво изгледаат? Како да не се краставици? Многу сакам кога храната изгледа исто онаку добро, колку што е вкусна. А ова е една најпроста салата која сите дома верувам дека ја правите. Никогаш не мора да измислуваме нови рецепти. Можеме да ги искористиме оние кои ни се добро познати, секогаш ги користиме во нашиот дом, во нашите секојдневни оброци, меѓутоа малку да ги зачиниме и да ги направиме да бидат по-фенси. Со одредени зачини, со одредени постапки. И потоа ставаме уште 2 домати. И доматите ќе го извадиме нивниот сок, бидејќи сакаме повторно да не ни е разводна салатата, бидејќи ќе искористиме павлака и мајонез и сакаме да биде кремаста салата. Самите тестенини ќе бидат многу скромни, нема да имаат посебно некакви вкусови кои се доминантни и сакаме оваа салата убаво да ги зачини и да имате целосен оброк. Нашите домати се без семки, ќе ги сескаме исто така на поситни парчиња, бидејќи сакаме да имаме кремаста салата. Се баш онакви bite size залчиња. И последнината состојка која ќе додадеме е нашиот македонски скромен кромит. Ќе го исечеме на полумесечинки. Убав црвен кромит. Ќе го искинеме на парченца, на баш тенки лентички, бидејќи сакаме сето убаво да се соедини и потоа ќе го премачкаме со сос од павлака и домашен мајонез, во кој ќе ставиме малку лукче, ќе ставиме нашиот свеж копар. Ќе оди одлично со туна тестенините. Ете е нашата салата. Убаво ќе ја промешаме. Искористам раце. Бидејќи сакам сите состојки да се еднакво измешани. И имаме нашиот домашен мајонез, една лажица павлака. Ќе ставиме 2 лажици од нашиот мајонез. Видете каков прекрасен стана нашиот мајонез. Сето тоа убаво ќе го измешаме. Ќе нарендаме една чешна лук, бидејќи сакаме да ги врземе вкусовите од нашите тестенини. Се сеќавате дека најпрво ни спрживме лукче и ги ароматизиравме нашите лебни трошки. За да ги врземе, ќе ставиме една чешна лук и ќе ставиме свеж копар. Искинам на парченца. Имаме една фантастична скромна салата врз која ќе оставиме овој наш совршен прелив. Овој прелив може да го искористите и за други салати и убаво ги измешаме, бидејќи сакаме да ни се прелеат сите парченца на зеленчук со нашиот сос од мајонез и павлака. Личи на дадзики. Меѓутоа додадовме и кромит, додадовме и патлиџан. Ете како ќе го направиме сето тоа.
Тоа е нашата салата, на крајот само убаво ќе ја засолиме и ќе ги направиме тестенините. И последна постапка за овој рецепт е да ги споиме нашите скромни тестенини. За да ги направиме, ќе искористиме истата тава, бидејќи готвиме дома и нема потреба да правиме повеќе неред. Ќе ги префрлам во една чинија да ме почекаат за на крај, ќе ги трнам моите тестенини на страна и на истиот оган ќе ставам една туна. Туната ја во масло, ја задржав сосем маслото, бидејќи сакам во неа да ги пропржам моите тестенини. Ќе го ставам маслото во тавата каде што ги пржев лебните трошки и лукот и малку ќе ги загреам. Кога маслото ќе се загрее, ќе ги додаваме малку по малку нашите алденте тестенини. Ви кажав алденте како се прегледува, дали е алденте шпагетите или таљателите, само ќе подигнете една тестенина, ќе ја притиснете. Доколку лесно се кине, меѓутоа се уште притискате, се уште мора да додадете одредена сила за да може да ја искинете тестенината, тоа се алденте тестенини кои ќе ги чувствувате на зъбите. Алденте значи скоро готови. Малку ќе ги исцедиме и ќе ги ставиме во нашата туна. За да се облеат со маслото. Само убаво ќе ги измешаме, бидејќи сакаме да ги спие сите сокови од туната. Едноставно тестенини. И тоа многу вкусни. И додека уште се печат и се греат на нашето загреано масло и парчиња тестенини, ќе ги додадеме нашите лебни трошки и малку благ буковац. Само да додадеме боја. Убаво ќе засолиме и ќе ставиме црпливе. Убава количина на црпливе. Нашите тестенини готови и само ги префрламе на чинија. Феноменален оброк, едноставен, неколку чекори може да го направат и најмалите деца. Денеска ви подготвив тестенини со туна и ви подготвив една кремаста салата. Се надевам дека ви се допадна мојот избор денеска и дека ќе се охрабрите да го направите со состојки кои ви сигурна сум дека ги имате во вашиот фрижидер. Нека не ве залажува изгледот и состојките кои ги употребивме. Скромни се, меѓутоа даваат совршени вкусови заедно. Ние се гледаме веќе во следната епизода на Маја готви.